Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вечерва со нашата емисија во ова 7534 Господово лето ќе се потрудиме да ги задоволиме вашите срца, но затоа пак јас, Никола Белчевски, го праќам и првиот музички поздрав до сите вас. Zato sviri za mene.
Радиочасот Глас од Македонија ја бара вашата финансиска поддршка со донација, реклами и слично. Јавете ни се на 647-780-6549 или домашниот телефон 416-691-7184. Пак да спомнам дека женската секција при црквата Свети Климент Охридски ќе ви се представи со модна конфекција на фашион шоу, што ќе биде на 19 октомври во големата сала на црквата Свети Климент Охридски веднаш после богослужбата. Добриот ручек, заедничкото дружење со пријатели и со оро и песна ќе бидете разонодени во тие попладневни часови. Цената е $60. Председателката Вера Стефановска со управата срдечно ќе ве дочека, но затоа пак јавете се на низиниот телефон 416-267-2576 или мобилниот 647-554-2576 или пак до црковниот телефон 416-421-7451. Леоринското друштво со председателката Мери Капо и нејзината управа и ова година ве повикуваат на Оро со македонска песна на 22 ноември во големата сала на црквата Свети Климент Охридски, каде ќе ве забавува познатиот оркестар Децата од Буф со нивниот богат репертоар. Цената за влезни карти е $25, а за деца под 16 години е бесплатно. Лиринчани познати домајкини кои ќе ве дочекаат домајкински, а таму можете да се послужите и со кебапи и пијалоци од алкохолни и безалкохолни. Добро дојдени сте сите. Таверната пак со кралското име Квин Викторија Пуп е местото за вашата фамилија, каде во прекрасниот амбиент на оваа таверна ќе вкусите од мењуто што ви го нудат домаќините, било да е со говецко, кокошкино, риба или можете да си порачате fish and chips или сендвич, а се наоѓа на 2220 Midland Avenue, Unit 7 во близина на продавницата Коланджело. Телефонот е 647-347-1141. Собственикот Славе Јанкуловски, искусен домаќин, ќе ве послужи за многу поволни цени, но исто така таверната Квин Викторија Пуп прави и кетеринг. Изборот е ваш, да бидете нивни гости во таверната или да си порачате дома. Телефонот е 647-347-1141. Управата на црквата Света Недела од Ејџекс располага со удобна сала за вашите помали свадби, крштевки, родендени или било какви манифестации. Повелете исто така на заедничка богослужба за религиозните празници и во недела, а секој вторник пак со председателот Митре, односно Мај Кожовски и искусниот шеф на кујната Марија Ангелиска со вкусното јадење да бидете нивни гости. Леоринското друштво со председателката Мери Капо и низината управа, но истовремено ве повикуваат на 22 ноември во големата сала на црквата Свети Климент Охридски, каде ќе ве забавува познатиот оркестар Децата од Буф со нивниот богат репертоар. Цената е $25 за возрастни, а за деца под 16 години бесплатно. Повелете, добро дојдени сте сите. Вимпис ресторант е синџир на ресторанти во многу места на Онтарио, кои со нивното богато јадење, хамбурги, салати, риба, шиш кебаб, fish and chips и all day breakfast го задоволуваат вашиот вкус, а за многу поволни цени. Не случајно Вимпис е едно од најпознатите имиња на ресторанти. Не чекајте, бидете и вие едни од гостите на Вимпис со вашата фамилија или пријатели, за потоа да бидете и нивни редовни муштери. Јавете се на телефон 416-269-4679. Нека неделното утро или ручек биде во еден од ресторантите на Вимпис. Телефон 416-269-4679. Во ова пак бурно време на сите нас ни треба и удобен дом. Овде меѓу нас е нашиот сонарник real estate agent Мајкл Дејановиќ од фирмата Royal LePage Signature и телефон 416-443-0300 или селфон 647-967-5660.
Дали продавате или купувате куќа или било каков неподвижен имот, препуштете ја на Мајкл Дејановиќ, кој си ја знае работата, а вам да ви го олесни проблемот и да бидете задоволни. Не чекајте, јавете се на телефон 416-443-0300 или селфонот 647-967-5660. Мајкл Дејановиќ, вистинскиот човек на купо-продажба. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. И овој пат собственичките на цвеќарата Flowers by Lilac, Марија и Христина Белчевски, вам ви посакуваат да се разонодите и вечерва со радиочасот Глас од Македонија. Македонија е богата со природни убавини, цркви, реки и езера, со високите планини, но за да се уверите во таа убавина, посетете ја Република Македонија. Овој пат се задржуваме за Преспанското езеро. Тоа е природно езеро кој го делат три држави во сегашно време, инаку порано Македонија, а тоа се Македонија најголем дел, Грција и Албанија. Во рамките на Македонија тоа се наоѓа во југозападниот дел од земјата, представува важно водно живеалиште и затоа е прогласено за рамсарско место. Прогласено е за споменик на природата во 1977 година. Кога зборуваме за Преспанското езеро, мораме да појдеме од котлината, затоа што тоа е производ на природните случувања во неа и нејзин составен дел. Преспанската котлина се наоѓа во западниот дел на етничка Македонија и на крајниот југозападен дел на Република Македонија. Инаку, Преспанското езеро е познато со Големо Преспанско езеро и Мало Преспанско езеро. Големото Преспанско езеро се наоѓа на надморска височина од 853 метри и има површина на воденото огледало од 276,2 км квадратни, од кои во Македонија 191,4 км квадратни, во Грција 37,6 км квадратни, во Албанија 46,2 км квадратни. Најголемата длабочина на Преспанското езеро изнесува 76 метри и се наоѓа кај местноста Казан пред северниот одрон на Пречна планина, додека максималната должина изнесува 28 км, а најголемата широчина 17 км. Малото Преспанско езеро се наоѓа на 856 метри надморска височина и е за 3 метри повисоко од големото Преспанско езеро, при што неговите води преку природен прокоп кај јужниот дел на провлаката Гладно поле и некогашното старо село Долно Перово истекуваат во големото Преспанско езеро. Малото Преспанско езеро има површина од 50,7 км квадратни, од кои во Грција 45,9 км квадратни и во Албанија 48 км квадратни, односно 4,8 км квадратни. Вкупната површина на Преспанското езеро изнесува 325,9 км квадратни. Во Преспа на островот Ахил во Малото Преспанско езеро во 976 година се создало Самоиловото царство. Преспанската котлина е дел од западно-македонската тектонска зона. Неа ја формираат морфоструктури на издигање и тонење со надолжен правец како последица на радијалните движења на земјината кора и неколкуте напречни раседи.
Морфоструктурите на издигање ги прават на исток блокот на Баба планина долг повеќе од 45 километри, а на север одвоен од блокот на Бигла, Илинска и Плаќинска планина со Ѓаватскиот расет, на запад блокот на Галичица во кој влегуваат Петринска планина, Исток планина, Галичица и Сува планина и на југ Иван планина и Корбец. Морфоструктурата на тонење самата котлина, котлинското дно, на чиј југ е природната акумулација Преспанското езеро. Дното на котлината е наведнато од север кон југ до правецот село Герман и село Горица и од југо кон север до истиот правец, откаде како најнизок дел со пат кон заливот Завир влегува во понорот Завир. Со испитувањата кои биле извршени во 1925 година, биле утврдено дека од понорот Завир истекува во Охридското езеро, а се незапамтеното повлекување на водата во 2002 година, понорот Завир за прв пат се нашол на копно. Како последица на тектонските движења во езерото се формирале 4 острови, и тоа Голем град во делот на Република Македонија и Мал град во делот на Република Албанија, во Големото Преспанско езеро и Ахил и Видринец во Малото Преспанско езеро во делот на Грција. Во самиот езерски простор постои потонатина напречна на правците од Тешево Самати на север и стење Казан Лисарот Коински, почнува од Отешево стење и каја Самати има длабочина на денивелацијата 21 метар. Од тука продолжува надолжно до Долно Дупени, каде има денивелација 22 метри. Варовничкото крајбрежје од Казан стење до Пустец и од Ротин до Перово и околу островите е со вертикални спили високи 30 до 50 метри. На нив и во нив ударите на брановите направиле подкапини и пештери. На повисоките над нивото на водата монасите направиле пештерни цркви, молитвеници, свети места и исцртале фрески на повеќе светци. Спрема местата на своето обстојување и развојот, флората и фауната во Преспанската котлина можеме да се поделат на езерска, крајбрежна, блатна, котлинска до 1000 метри надморска височина, планинска и високопланинска. Во котлинскиот копнен дел до 1000 метри надморска височина застапени се скоро сите видови културни растенија. Најпогодна е за овошјето, особено за јаболкото кое е најзастапено во овој крај. Застапени се и градинарските растенија, ама поради касното созревање се одгледуваат само поединачни потреби. Житариците се сега скоро потполно напуштени од причини на слаб доход, ниски цени, а нема потреба ни за храна и крма за крупната и ситна стока. Ситната стока ја нема од поодамна, а крупната поради механизираноста и немоќта, староста на популацијата веќе исчезнува. Поранешните ливади се преорани и пренаменети во овоштарници или потполно напуштени и обраснати со неколку некултурни и диви видови растенија. Природното арско шталско ѓубре и ѓубрење се испаша на стоката веќе ги нема. Доминантно е вештачкото ѓубриво и остатоците и штетните последици од него за самата почва, подземјето, водотеците и езерото. Пестицидите што се употребуваат за заштита на јаболкото се посебна приказна за штетата и загрозеноста на животната средина во воздухот, почвата, подземјето и водениот езерски простор. Блатните растенија застапени беа скоро по целата должина на северното крајбрежје на големото П, односно Перовско езерско блато, Стенското блато, северното крајбрежје на малото П и јужно од селото Трново, селото Дреново, во тесниот и приток дел на малото П. Сега поради повлекувањето на крајбрежната линија за околу 3,5 км на југ, блатата ги нема. Поранешниот блатен простор е населен со досега непознати растителни видови за овој дел од котлината. Фауната на Преспанското езеро е помалку истражена во однос на Охридското езеро. Меѓутоа утврдено е дека типично олиготрофна со доста голем број на реликтни и ендемски организми. Посиромашно е со риби од Охридското езеро. Најзастапена е белвицата, нивичка, бела сладка риба најдолга од 10 до 15 сантими. Најмногу ја има во длабоките и чисти води во атарот на село Нивици, по кое го добила името нивичка. Посолена, нанижана во низи и сушена на сонце, на пазарот ја има под името циронка.
Крапот е најквалитетната и представителна риба во Преспанското езеро. На жалост, во 1974 година со употреба на погрешен пестицид за авионско прскање од комарци, крапот во големи количини беше затруен. Подолго време се регенерираше, го немаше во поголеми бројни количини и поединачни големини. Со прекинот на водотечната врска помеѓу малото и големото пе, прекинато беше и движењето на рибите помеѓу малото и големото пе. Грците ги прибуваа малото пе со други видови риби, а албанците вршеле порибување на големото пе со риби. Во 90-тите години од минатиот век се појавија мали сомови и аквариумски караси со големина до 10 сантими. Рибарите поради разните и убави бои ги нарекоа телевизори. Ги имаше во поголеми количини. Порадиоштрите, тврди и назабени перки, многу беше тешко и болно нивното вадење од мрежите. Рибарското стопанство од Сирхан во Република Македонија, во рибникот во село Езерени, одгледуваше израелски краб. Тој се насели и во атарот на големото пе. Средината му погодуваше и напредуваше добро. Присутен е и сега, ама неговиот квалитет значително заостанува за домашниот преспански краб. Следната риба по квалитет е и застапено се скобустот, односно бојникот. Тоа е квалитетна бела сладковидна риба, најсладка за конзумирање, уловена до пред мрестот во месец март и април. После мрестот во мај до крајот на септември се повлекува и не е со таков квалитет како во пролет. Најзастапена и секогаш присутна риба е плотицата или црвеноперка, писа. Тоа е сладка бела риба, попогодна за конзумирање до пред мрестот во пролет. Има повеќе ситни коски, па недоволно вештите за чистење на коските конзуматори ја избегнуваат. Мренката е малку застапена, ама овде е квалитетна, со малку коски и многу вкусно и сладко месо. Кленот е најмалку застапен, се јавува во големина од 10 до 1, односно од 1 до 1,5 килограм. Неговото месо е со бела сивкаста боја и киселкав вкус. Рибарите го класифицираат како риба со најслаб квалитет. Јагулата беше и е се уште присутна риба. Додека беа во употреба коците, далјаните почесто беше улована. Во мрежите ноќници ретко си е и тешко да се улови, затоа што телото е мазно и лигаво. Доколку се закачи со забите, многу лесно го сече конецот и се ослободува. Беше уловена во големина до 1,2 метри и тежина 3 до 5 килограми. До изградбата на браните за хидроцентралата Глабочица и Шпилје доаѓаше од Саргаско море во Охридското езеро, а оттаму низ подземниот истек и во Преспанското големо езеро. И сега, тие јаголи што се носат со авионски или друг транспорт во Охридското езеро доаѓаат во Преспанското големо езеро. Птичиот свет, многу бројно разновиден и присутен во блатата, крајбрежјето и езеранската корија, беше посебна убавина, богатство и задоволство за човекот. Ќе наведеме некои од тие видови. Постојано присутни водни, лирска или корморан, нор или нуркач, дива патка, пеликан, цргавран. Надворни барски, разни видови врапци и појни птици, крајбрежни белиот галеб, разни видови чапи и штркот, копнени питома ластовица, дива ластовица, галица или чавка, страчка, гавран, сколовранец, врапци и други. Сега повеќе од овие видови птици ги нема во просторот на северното крајбрежје, пример штркот, питомата ластовица, галицата, чавката и други. Од страна на туризмот, бистрата езерска вода со температура од 24 до 28 степени Целзиусови, долги песочни плажи, присуство на многу сончеви денови, немање на магловити денови, свежи ноќи, еколошки чиста средина, планини со бујна вегетација, изградени туристички капацитети, скијачки терени се основите за развојот на туризмот во Преспа, кој за жал и покрај компаративните предности не е во доволна мера застапен. Што се однесува за како е настанато езерото, еве од легендите.
На местото на денешното убаво Преспанско езеро, според легендата, се простирало широко плодородно поле. Во близината на ридот имало 7 кладенчиња кои никогаш не замрзнувале. Нивните бистри води биле гордост за цела долина. Навечер кладенчињата со чепови се затворале. Во тоа време 2 племиња непрестајно војувале за убавата долина. Ќерката на кнезот од едното племе, Преспа, била многу убава. Таа секоја вечер одела по ридот до кладенчињата по вода. Еднаш кај кладенчињата Преспа го видела синот на кнезот од другото племе. Нивните погледи се сретнале, срцата им затрепериле, се родила љубов. Оттогаш младите почнале скришум да се сретнуваат. Една вечер младиот син на кнезот, кој се викал Лабит, ја чекал убавицата недалеку од кладенчињата. Таа стрчала, неосетно му се приближувала убавата девојка, лесна како срна. Таа стрчала намерно, ги извадила 7 чепа од кладенчињата и водата бликнала на долши шир по долината. Кога ја видел младичот, со неколку скока и го попречил патот и се нашли лице в лице. Се фатиле за раце и тргнале кон ридот. Се качиле на врвот, се прегрнале и паднале во љубовна игра. Шумолењето на водата и љубовната игра ги успала двајцата млади. Кога се разбудиле во раните зори, пред нивните очи светнало едно сиво зеленикаво езеро. Дотогаш стражарите на двете племиња ги известиле своите кнезови за покачувањето на нивото на водите и тие племињата тргнале на пат. Едното тргнало на југ, а другото се населило во полите на Галичица. Лабит ја прегрнал Преспа и бакнувајќи ја му рекол: сега нема за што да војуваат нашите племиња. Младите стапиле во брак, а настанатото езеро во чест на убавицата се нарекло Преспанско езеро, а населбата околу него го добила името Преспа. Ете, тоа беше за Преспа и Преспанското езеро. Ако утре ме нема Ако утре ме нема Ако утре ме нема, ако утре ме нема, не. Кажи да не бе гледам, ново утро и добро е, добро е. Нек се кршат чаши, нек се носат флаши, само нек се игра, нек се пие, нек се слави. Немој да ме жалите, труби викнете, за мене свирете. Ако утре ме нема
За вистината на античката Македонија и во ова наша вечерашна емисија ќе се погрижам јас, Никола, но само дел од неа. Па да чуеме. Вечерава, драги слушатели, драги македонци, ќе спомнам дека нашиот македонски јазик е еден од најстарите јазици во светот. Тоа можам јас да го потврдам, а мојот брат Одисеј Белчевски, кој го работи тоа веќе 40 години и повеќе, го кажува и го докажува дека Хомеровите песни, македонскиот јазик е скоро цел. Целосно, со илјади македонски зборови се пишани таму, а не е никаков грчки. А сега да почнеме и да кажеме на англиски за оние што не разбират. Our Macedonian language is one of the oldest language in the world. Some people might not like that, but that's the truth. When you research and you find out the Homeric poems, Iliada and Odyssea, they are truly Macedonian. And all people in the world translated in their languages from Macedonia. We have many samples, thousands of words, and I will say just a few, just not to be too boring, but it is important to mention that there is something there, evidence, and you can really see. The first word I'm going to say in English, it's ego. In Homeric poems, it's orni. Or in Macedonian, it's orli. And in Greek, it's pouli. Second word in English is sheep. In Homeric poems, it's ovis or oviska. In Macedonian, it's ovci or ovca. In Greek, is provato. Provato. Third word will be ao. In Homeric poems is written bufo, bufo. In Macedonian is buf or bufo. It's the same, exactly the same. In Greek is klaugs, klaugs. Fourth word will be goat. In Homeric poem is aiza or kaiza. In Macedonian is koza. In Greek is giga ili katsika. And the fifth word, it's fly in English. In Homeric poem is muva. Muva. In Macedonian is muva. And in Greek is peto. P-E-T-O. Peto. So, in Homeric is muva, in Macedonian is muva, but in Greek is peto. All these five words, it's incredible that the Greek government or the Greek professors or linguists, they all speak that is the ancient Greek language. Homeric poems were written 3,300 years ago, as far as we know, but it's a big lie, and it's the Greek fantasies, and of course lies, that the Macedonians, they don't want to admit that the Macedonian language is actually the real Homeric language. I just want to mention also, very shortly, I don't want to take too long, but we have about 450 to 500
million people, and most of the Europe, or I should say almost all Europe, who have the roots in their languages Macedonian. And if somebody wants to say anything against that, they should prove, because 98% of the Homeric words or Homeric poems of all ancient history is written in Macedonian. And also to mention now, these days they call it Slavic people, Macedonians are Slavic. There is a reason for that, of course, it's political, and so on and so on. I just want to mention these 450 million people who speak our language, or 95% of the Macedonian language are, for example, one of the biggest one in Europe or in Asia today, Russia, Poland, Ukraine, the Czech, the Slovaks, the Slovenians, the Croatians, Serbians, Crna Gora or Montenegro, Bosnia and Herzegovina, the Bulgarians, the Macedonians, of course, and Belarusia or White Russia. Those, they speak about 98% Macedonian, and we all understand each other. There is also, I want to comment, that there is other countries where Macedonian ancient language is spoken. Not all, not 90%, but some of them about 30 or 40%. And that is, for example, in Albania, in Greece, in Romania, in Turkey, in Hungary, Moldova, in Kosovo, of course, in Georgia, Azerbaijan, Armenia, Estonia, Latvia, Lithuania. Now, there is Macedonia, of course. The roots are Macedonian. Their background is, some speak Russian, more like Belarus or White Russia, or some will go towards Poland, and all these things. I just want to make it short and sweet to say to everybody to know and to be proud of the Macedonian language, because we are the oldest and the most. I have mentioned in the last program that the Macedonian New Year, it's counted about 7,400 and some 20, 30 years. The Chinese are about around 5,000, or I should say 4,800, or roughly. I haven't counted them really, but there is documents of it, and there is proof. And the third country I should mention is the Israelis, or Israel is not that old, but anyway, the Jews. The Jewish New Year is about 4,600 years. A little less than the Chinese. But the Macedonians, you're talking about 3,000 years older than everybody. So if somebody tell me Macedonia is this, Macedonia is that, or Macedonian language, it's shameful, but we will never stop, and we will always speak the truth about Macedonia in our beautiful ancient language. Thank you. Did you know that the Voice of Macedonia has been producing its radio show for 53 years and is the longest running radio program in the diaspora? And now we have extended our programming to reach listeners all around the world so that everyone everywhere can enjoy our curated programs on YouTube. Hit like, share, and subscribe, and leave us a comment. Biljana platno
белеше на Охридските извори. Билја на платно белеше на Охридските извори. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416 624 0853 или 647 780 6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416 624 0853 или 647 780 6549.